Денеска почнуваме една нова серија проповеди која се вика Параболи. Со Ребека имавме многу комуникација за дизајнот и многу недоразбирање, интересно беше. После може да ви раскаже од нејзина страна, па јас од моја страна како неколку денови зборавме за дизајнот и ако го видовте, ако имате ова, како се вика, еве го дизајн, Параболе, толку. Завршивме на наједноставниот дизајн. Во секој случај, сакам да почнам една серија со дел од параболите кои Исус ги има кажано и проповедано. Денес ќе обработуваме една од најпознатите параболи кои Исус ги поучува. Ќе одговориме на прашањето што е парабола. Дали сте го слушнале тој збор? Парабола. Тоа не е македонски збор, претпоставувам дека знаете. Но за сега имајте на ум дека тоа биле проповеди кои Исус ги користел во први век. Тоа биле проповеди кои Исус ги проповедал во први век и тоа ги проповеда без сите удобства и помагала кои мене денес ми се достапни. Да кажем. Сега користам микрофон, така ли? И тоа за едно собично као. Не голема собата, јас и без микрофон ќе ме чуете. Ма користам сега микрофон. Самата ми сета е подесена на тој начин да не смета мојот глас. Мојот глас сега од овде звучи, се надевам. Имаме тука професионалци кои ќе ми кажат дали сум право. Тука звучи подобро отколку во живо. Така е направено. Сите тие помагала се користат за да можам да ја проповедам проповедта. Не само тоа. Како јас ја припремам проповедта. Јас сега имам едно брдо материјали и ресурси кои мене ми се достапни на прсти. За да можам да ги читам, да проучувам, да размислувам. Сега имам, да кажеме, моето проучување не е ограничено на дневната светлина. Сега да ја вечерта ќе си седнам, штрак, струјата ќе си запалам и си читам. Тоа била мисловна именка во први век. Што значи да спремиш проповед? Најважно од се, најважната работа од се е дека морам да внимавам на содржината. Содржината е најважната работа. Ако ја промашам содржината, начинот на кој ќе ја испрезентирам станува ирелевантен. Тоест, станува страшен, затоа што можеби ќе ве водам во погрешен правец. Сега, тоа со баба ми, пошто баба ми од старата генерација. Баба ми верува дека ако не фатиш мотика, ти не работиш во животот. Тоа е тоа. Работа еднакво мотика. И јас викам, баба бе, како ти објаснам што работам јас? Ако ти сгрешиш и на пример некој коренче краставица го скршиш, ќе насадиш ново. Ама ако јас грешам, некој може да заврши од пеколо. Така и мојата е работа. Има различни одговорности, ако не е мотика. Значи, најважната работа за која јас морам да се грижам е содржината. Што е тоа што треба да го пренесам? Но вториот чекор, кој е исто така многу важен е како јас ја пренесувам таа порака. На кој начин јас ја образложувам таа порака пред вас, на кој начин јас ораторски тоа го пренесувам да ме разберете. Јас ги користам сите можни способности и алатки што ги имам за да ја пренесам пораката која проповедам да биде најдобра. Например, некаде можам да си дозволам да бидам погласен кога сакам да нагласам нешто. Можеби тоа ќе го приметите. Некаде можеби наборно ќе стишам. Малце ги даваме на пауза да разберете дека тоа што сам го кажам е многу важно. Тоа е ораторство. Видете каде се наоѓа Исус кога тој ја кажува таа парабола и дали сите тие работи на него му се достапни. Пример, ќе работиме параболата за сејачот и семето кое се наоѓа во Матеј 13 глава. Јас ќе ги читам првите два стиха кои се вовед во таа парабола. Вели вака, Матеј 13 глава, првиот и вториот стих вели вака. Излегувајќи тој ден од куќата, Исус седна покрај морето. Сте били на море или на езеро? Сте били на некоја отворена вода, да кажем, ајде. И вели вака, и се собра околу него многу народ, така што тој влезе во кораб и седна, а сиот народ стоеше на брегот. Затоа што имаше огромна толпа, Исус влезе во брод. Значи, толку го притиснаа на брегот, толку го обиколија што он мораше да влезе во брод и од таму да ги поучува. За да те слушнат луѓето, а ти се наоѓаш на брод, на плажа, каде што брановите удираат, сте били на море кога бранови удираат? Понекогаш или на езеро, без разлика.
Понекогаш јас сум тука, децава се на 6 метри и морам се дерам да ме слушнат. Затоа што е прегласно. Може имаме ветер. У првиот век тоа, како да ви кажам сега, на погреб дејата кај нас, има луѓето едноставно си шепкат, си зборат нешто ово, и тоа што е на 5 метри од не може да го слушнам затоа што имам многу джагор. Тоа е тоа. Како било у први век. А мислам дека нешто слично било. Децава немале некој бон тон. Тоа било таму трчање, викање, гладни биле, може би некој фрлат камење у водата, не знам. Немам појма, може би до Исус имало некои рибари кои се надвикувале, дај ми мрежите тука ќе одиме таму, дај да ги исчистиме ово. Исус се наоѓа во таа атмосфера и тој треба да проповеда. Ќе ви кажам искрено, многу се радувам што јас не сум бил на тоа место, пошто како што сум малку дислексичен, ја не може да се сконцентрирам. Стално галама нешто, стално некој довикува нешто, ја нема да можам да ја кажам пораката. Исус без луксузот на тоа што ние сега го имаме во мир и во тишина, да и во соседите ја помагала да ја слушнеме пораката, Исус верувам дека за да ја каже својата порака, тој морал да се дере. Ама да се дере на здраво. Да го слушнат луѓето. Иначе што е поента? Исус мора да проповеда. И тој им кажува една парабола, една приказна. Што е парабола? Претежно овој збор може да се слушне во контекстот на Исус, бидејќи тој многу користел таква форма на поучување. Во времето кога живеел Исус, во првиот век, во контекстот на Израел, се создаваат многу литературни форми преку кои законот и пророците или Стариот Завет се проучува, се поучува, се објаснува и така натаму. Една од тие форми кои тие рабини или учители во тоа време ја користеле формата на мидраш. Што е мидраш? Мидраш е форма на поучување во кој зимаш одреден текст од Стариот Завет, одредено поучување или одреден закон и ти го раскажуваш преку некоја друга приказна. Мидрашот понекогаш подразбира и има и некој пророчки аспект. Кога нешто се исполнува, ти ја користиш некој од тие приказни во Стариот Завет и кажуваш ова сакаше Господ да го каже тогаш и сега тоа се исполнува. Мидраш. Многу луѓе користеле мидраш. Од друга страна, во други моменти мидрашот како форма се користи како споредба или како парабола. Се користи некоја приказна од Стариот Завет за да се дојде до некое подлабоко значење, поучување, да разбереме што таа приказна во Стариот Завет би можела да значи. Тука се користи многу символизам, се користи многу пати се користи легално објаснување на одредени закони, појави и така натаму. Мидрашот бил форма на поучување. И кога Исус ги кажува тие параболи во таква една форма, луѓето го разбираат затоа што ти се навикнати така да ги слушаат приказните, така да ги слушаат поучувањата. Многу е примамливо. Тоа што само да го кажеме дека Исус користи форми на учување кои евреите од први век ги разбирале. Во денешно време некаков еквивалент на тоа би бил можеби некакви reels на Instagram. Можеби некакви TikTok кратки видеа во кои ти многу лесно можеш да разбереш нешто што сака некој да ти пренесе. Секогаш споредбата е многу ограничена, но сепак тоа што само да го кажеме дека објавата која носел Исус во тој даден момент силно резонирала во разбирањето на човекот од тоа време. Исус поучувал преку параболи, приказни кои го комуницираат тоа подлабоко значење. Исус кога ја кажува параболата за сејачот и за семето, тој нема намера да направи некаков курс за земјоделие. Тоа не му е намера. Тој нема таква намера. Тој подразбира дека кога ќе ја кажува таа парабола, сите знаат што е семето, сите знаат, имат генерално разбирање за како се сее, за почвата, за процесот на доаѓање на тој производ. Тој го подразбира тоа. Но тој сака преку таа порака да каже една друга подлабока вистина. Парабола во буквално значење тој збор се користел кога бродовите одат во војна и кога се поставени еден до друг. Тоа се параболи. Два брода кои се еден до друг. Тоа е да кажеме некое објаснување, тоест примена на тој збор во таа некоја материјална форма. Примерното значење на тој збор е открива поставеноста на два предмети еден на друг, кои се надополнуваат или споредуваат. Во литературна смисла на зборот,
Парабола означава послување на две приказни или два термини, преку кои се открива некакво значење. Тоа е парабола. Ја кажуваш едната приказна која на некој начин рефлектира друга приказна, друга вистина. Тоа е парабола. Одат една со друга. Парабола може да значи некаков пример или приказна преку кој се комуницира некаква доктрина или убедување или верување. Исус користел параболи за да го поучува народот многу. Приказните се важни, немаме појма колку се важни приказните. Знаете, јас се сеќавам, може би тоа време одминало, ама јас се сеќавам кога баба ми кажуваше приказни. Искрено беа најмрачните приказни што сум слушал во живот за некоја девојче што, не знам, колачето украло, па цревата ги мотале. Хорор приказни, што да ви кажам. Ама моралот на таа приказна беше дека треба да се споделува тоа што се има, нели сега, како да беше. Без разлика на содржината, јас го научив моралот дека треба да го споделам, треба да споделам со другите, како и да. Приказните биле многу важни и ако ги читаме приказните од вековите назад ќе видиме каква филозофија луѓето имале. Пример, една од тие работи што еден пријател, професор ми ја откри барем на мене и што ми беше многу интересно, да кажеме приказната за Црвенкапа. Со две приказни ќе ви покажам колку филозофијата на нашата филозофија е сменета. Пример, приказната за Црвенкапа. Каде се наоѓа опасноста во приказната? Каде? Каде е волкот? Во шумата, така. Значи, безбедноста и сигурноста се наоѓа во заедницата. Сваќате? А кога го гледаме цртаниот филм за Таличниот том, од каде доаѓа Таличниот том? The Lone Ranger. Тој е аутсайдерот кој доаѓа да ја спаси ситуацијата во заедницата. Сваќате? Значи, во старо време, сигурноста се гледа во заедницата. Тука е сигурноста, тука е спасението. Надвор, аутсайдерот е опасноста. Но веќе во 20 век, во аутсайдерот гледаме решение, гледаме спасение, затоа што заедницата има проблем. Разбирате? Филозофијата е многу смената и преку приказната, ние се поучуваме многу, па дури и можеме да анализираме што веруваме. Приказните се многу важни. Јас затоа верувам дека Исус користа многу приказни затоа што резонираат длабоко во нас. Има еден текст насреде оваа парабола кој бил многу злоупотребуван од непријателите на црквата за да се отцрни Исус, но истиот текст се користел и од црквата да се оправдаат одредени постапки на таложење, на крадење и одвојување. Истиот текст се користи и од непријателите на Исус, за да го отцрнат Исус, но и тие што се нарекуваат црквата, за да ги оправдаат нивните злодела на таложење и на крадење и на што ли све не. И еве го текстот. Слушајте што вели текстот. Го читам 10 и 12 до 12 стих. Вели вака: И кога се приближаа до него учениците, му рекоа: тоа е откако Исус ја кажа во параболата. Зошто изборуваш во парабола? А тој им одговори и рече: Зашто вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Кој има, слушате го се, кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема, ќе му се земе и она што го има. Кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема, ќе му се земе и она што го има. Како ви звучи тоа? Убаво ви звучи тоа? Не ми звучи лошо. Ние кои доаѓаме од некој социализам, од такво нешто ни се крева коса. Тоа е пекло. Тоа за нас би била дефиниција за неправедно општество. Тоа всушност ние го гледаме секојдневно. Тие што имаат, таложат уште повеќе, не затоа што им треба, туку најчесто затоа што им се може. А најчесто го земаат она од оние кои и немаат. Тоа ли го сведочиме? Како можеше Исус таквиот принцип да го стави во центарот на една од најпознатите параболи што ги има кажано? Што сака Исус со тоа да ни каже? Во што не охрабрува Исус тука со овој морал? Овој принцип, без параболата која му претходи и објаснувањето кое следи, е страшно оружје против Исус. Од една страна, и силна веројатност за злоупотреба на Исус од црквата од друга страна.
Овие зборови уште повеќе нагласуваат дека текстот во Библијата мора да се чита во контекст. И не смееме ниту еден збор да поместиме или да превидеме или да преминеме онака лесно, бидејќи последиците може да бидат огромни и злоупотребата може да биде страшна. Деканот на теолошкиот факултет каде што студиравме со Фани, често пати знаеше да каже, и тоа скоро во секој говор го кажуваше, вели вака: нема текст без контекст. Тоа е така затоа што текстот своето вистинско и целосно значење го има во поширокиот контекст во кој се наоѓа. Многу пати нашата култура, да бидам искрен, не трпи контекст. Тоест, немаме време за контекст. Краткото видео од 1 минута што се наоѓа на Reel, на некој Reel или некој TikTok ни е доволно на нас да ја рефлектира перцепцијата која јас ја верувам, и тоа мене ми е доволно. Мене не ми треба повеќе. Мене не ми треба предизвик на моето убедување. Имам доволно проблеми надвор од тој свет. Уште сега и да се предизвикувам преку тие Reels или некој долго видео, што ќе ме вознемири уште повеќе. Имам доволно стрес во животот. Не сакам да бидам во таа нелагодна ситуација, во која ќе треба да ги преиспитам моите најдлабоки убедувања. Животот е доволно тежок за тоа да си го дозволам. Има една тажна вистина, ќе ви кажам, тоа што го наблюдувам во последно време, дури и во црквата. Дури и многу проповедници и пастори ќе ги слушам како дека народот ни е претепан и во недела треба само да се охрабриме и да се освежиме и да се насмееме и да си одиме дома, пошто во недела ако не го направиме тоа, тогаш кога? На вестите има многу тешки муабети, на социјалните медиуми многу тешки муабети. Тука доаѓаме ние да се освежиме и да си отидеме дома. Моето прашање, тоа ли е поентата на црквата, човече? За тоа ли постои црквата? Као некој духовен спа центар. Доаѓаме тука да се опуштиме и си отидеме дома. Затоа што дома ни е претешко, животот е ужасен и само ќе отидеме во црква во недела, се надевам дека проповедта ќе е окей, не предолга, пошто ќе ја изгуби цела поента и смисла на спа центарот. Ќе се освежиме малце, ќе издивнеме, Фани се надевам дека гласот нема да ја фатеме, убаво ќе отпее, другите ово во оно и ќе си одиме дома. Моето прашање, тоа ли е поентата на црквата? Тоа ли е мисијата на црквата, човече? На тоа ли спадна? Мислиме дека луѓето на кои проповедал Исус биле на Бахамите или на Хаваите и уживале, па Исус со неговите проповеди малце ќе ги разборичка, малце да ги вознемири, така? Пошто они уживале, они немале никакви проблеми во првиот век. И затоа проповедите на Исус кои ги читам имаат смисла, затоа што они може да ги поднесат тие страдања, така ли? А ние не можеме. Многу од тие луѓе што ги слушале тие проповеди на Исус биле онеправдани луѓе. Биле луѓе во потреба. Имало секакви луѓе. Сепак Исус без двоумење ги предизвикувал нивните самозадоволни рајски пребивалишта и самосоздадени рајски градини на перцепции во кои тие создаваат лагоден свет, во кој тие царуваат и во кој тие се во право. Исус ги предизвикува сите тие светогледи на земни рајски градини. Исус ги предизвикува сите. Исус ги преминува тие граници и ги предизвикува сите наши дефиниции на рајски градини овде на земјата. Ако мислиш дека си создал некаква рајска градина, Исус ќе дојде ќе ја предизвика. Ама 5 пари нема да даде. Око нема да му требна, ќе ја предизвика. Затоа што тој сака да види каде е твојата надеж. Во што веруваш ти? Дали ти си црква? Дали си следбеник негов? Во многу наврати противниците на Исус лесно ќе ги извадат овие зборови кои Исус ја ги кажува во контекст и ќе покажат на тоа. Види каков бил Исус. На сиромашните им го зема она што го немаат, им го дава на богатите. Тоа е принципот кој сакаше Исус да го поучи тука. Принцип на моќ. Кој го има поголемиот стап. Тука е принцип, нели? Или оние кои се лакомат, а се внатре во црквата и кои таложат, ќе ти кажат дека пребиваат во Исусовиот благослов.
Пошто тој што има, како што кажал Исус, ќе му се преумножи и ќе му се даде уште повеќе. Не е он крив што он е благословен моментов, што не го фатиле, се снажил човекот. Да прочитаме параболата која стои пред ова што Исус го кажал во овој момент. Параболата гласи вака. Читам 3 до 8 стих. Им говореше многу во параболи велејки: ете, излезе сејач да сее. И кога сееше, едни зрна паднаа покрај патот. Долетаа птици и ги исколваа. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја, и набрзо проникнаа, зашто земјата не беше длабока. Но што ми изгреа сонцето? Тие свенаа, па бидејќи немаа корен, се исушија. Некои паднаа во трње и израсна трњето и ги задуши. Други паднаа на добра земја и дадоа добар плод. Едно 100, друго 60, а трето 30. Кој има уши да слуша, нека чуе. Ова е една од најпознатите параболи кои уметниците ја користеле како инспирација да сликаат веднаш после параболата за изгубениот син. Мислам дека таа е најпозната. Параболата за изгубениот син има така набој, најмногу емоција од која артистите се били инспирирани да цртаат. Ама параболата за сејачот сметам дека е втората по популарност која била инспирација на уметниците. Сејачот и семето е толку силна парабола. Ја открива природата на Божјото царство, ја открива човечката природа и многу други нешта. Тој е една од параболите кои Исус ги објаснува, не ги остава само како параболи, туку ја објаснува. И како оди тоа објаснување? Кои улоги ги имаме тука? Прво ги имаме сејачот. Излезе сејачот да сее. Што сееше сејачот? Сејачот сееше семе. Го имаме патот како локација, ги имаме трњето, ги имаме птиците, што е многу важно, ги имаме плодната почва и на крајот го имаме плодот. Го имаме и сонцето тука некаде што грее многу силно. Има повеќе улоги во таа приказна. Кога апостолите го прашуваат Исус да ми ја објасни таа парабола, Исус ја објаснува на следниот начин. Слушайте што Исус објаснува. Вие пак чуете ја параболата за сејачот, читам од 18 стих понатака. Кај секого што го слуша словото за царството и не го разбира, доаѓа лукавиот и го граба посејаното во срцето негово. Ете, тоа означува посејаното покрај патот. Исус објаснува многу едноставно. А посејаното на камен е оно што го слуша словото и веднаш со радост го прима, но нема во себе корен и е непостојан. Дојдат ли неволји или гонење заради словото, веднаш отстапува. Посејаното пак во трње е оно што го слуша словото, но грижите од овој свет и примамливото богатство го задушуваат словото и од тоа останува без род. А посејаното на добра земја е оно што го слуша словото, го разбира и дава плод. Едно 100, друго 60, а трето 30. Можеби некој од вас се препознаа во некој од овие ситуации. Исус ја објаснува парабола. Многу едноставна да се разбере. Можеби некој од вас препознал некаква сезона од вашиот живот во една од овие ситуации. Можеби ја препознаваш сега сезоната во твојот живот кога доаѓаш кај Бог, затоа што тебе ти треба нешто. Не за да се сретнеш со Бог. Има и такви што доаѓаат кај Бог. Доаѓаат кај Бог не заради Бог, туку затоа што им треба нешто. Семето на Божиот збор, кој Бог го сее секоја недела, па и секој ден преку неговиот збор, кај тебе не останува долго затоа што твојот интерес не е да се спознае Бог. Туку имаш некоја друга потреба и ти си тука од друга причина. И затоа семето на Божиот збор не останува, не фаќа никакво тло, не пушта никаков корен, затоа што лукавиот едва чека да дојдеш ти со друга причина. Затоа што секој збор што ќе го слушаш од Бог, тој ќе го земе. Затоа што ти си го фрлил Божиот збор на патот. Доаѓаат птици, го колваат и Божиот збор во тебе не пушта никаков корен. Може би препознаш таква сезона во твојот живот сега, или може би препознаш таква сезона во минатото. Си кажеш, окей, јас тогаш доаѓав од друга причина. Појма нема зашто сум уцелен. Но тука бев.
Јас од дете сум во црква и знам што значи човек цел живот да оди во црква, а семето на Божиот збор постојано да биде исковано од птиците. Животот на некои луѓе никако да донесат некаков плод. Постојано го слушаат Божиот збор и тој збор и тоа семе постојано паѓа на патот и птиците го колуваат. За мене потажна приказа не може да постои во животот. Реално не може да постои. Тоа е како да си жеден, крајно жеден и ти седиш до поток и се прашуваш кај е водата и никогаш да не се напиеш. Од прилика тоа е тоа. Може би некој од вас од првиот момент толку многу се воодушевил на самиот концепт на црквата, па и на зборовите на проповедта, што ти си да почнеш бакшиш да фрлаш на проповедите. Тоа ми се деси во Африка. Проповедам, има таква една во Африка една ситуација, ако на луѓето многу им се допаѓа тоа што го кажеш, не секаде, ама во некои региони и сега кажеш нешто, ја проповедам, да кажеме, проповедам нешто, нагласам нека поента и само але луѓе доаѓаат, цак паричко у рака ми стои, што е ова човече. И собрав некоја пара и после си купив спомен нешто за од таа проповед, многу јака проповед била, тоа е таа. Така да, како проповедник, си добив бакшиш во Африка, како некоја певалика, како да. Се надам дека тука нема да фати таа традиција, пошто јас, како што кажа, благо дислексичен, лесно ќе ја губам главната поента у тие ситуации. Во секој случај, можеби тоа прво воодушевување од Божиот збор ти оставило толку силен впечаток, што сега со сите сили се обидуваш да го генерираш тоа првично воодушевување. Ама не е таква природата на работите. Тоа е како да се обидуваш постојано да престојаш во плитката и дистанцирана заљубеност во твојата симпатија и да не мрднеш подлабоко во однос. Така е тоа. Кога имаш тие први чувства на симпатија, ако се сеќавате на кога е да било, првите чувства се толку силни, имаат страшна дистанца. Ти устари не ни познаваш личност. Имаш многу силни чувства, разбирате? И се обидуваш да престојуваш во тие чувства цел живот. Ти нема да мрднеш во тој однос. И постојано ќе се обидуваш да го генерираш истото чувство, што е невозможно, не е можно тоа. Резултатот на таквата вера, која паѓа на плитко тло, на каменито тло, е краткорочност. На првите неволји, затоа што нема длабок корен, стеблото се суши и доаѓаат разочарување. Може би си во таква сезона. Може би си имал малце неволји во животот и се обидуваш да го изгенерираш тоа прво чувство на кога прв пат си го слушнал Словото Божие, онака повторно да го изгенерираш тоа чувство, да тој прв жар да го осетиш, ама не иде баш така, пошто тоа не иде природно. Едноставно не доаѓа природно. Господ е милостив и тој го расте тој однос, ако бараме од него. Ама зборот треба да падне на подлабоко тло, да пушти корен. Затоа што ако очекуваме да се одржуваме на плитко, на каменито тло и да имаме плод, ќе се излажеме, затоа што знаете ли што? Пак ќе дојдат неволји. Кај да е, пак ќе дојдат неволји. Пак ќе дојдат разочарувања. И ако се темелиме на тоа, доаѓаат разочарувања и верата паѓа. Може би некој од вас доаѓа со грижи. И знаете ли што? Тоа е Христовиот повик. Тој ќе каже на едно место: дојдете кај мене сите обременети и полни со грижи. Дојдете. Тој е Христовиот повик. Дојдете сите кои сте полни со грижи. Но Исус не застанува тука. Тој вика: дајте ги на мене и јас ќе ве ослободам. Дајте го вашиот јарем, затоа што вие не можете да го носите. Земете го мојот јарем, затоа што тој јарем што јас ќе ви го дадам, можете да го носите. Дојдете кај мене. Исус не повикува да дојдеме со нашиот јарем и со нашите грижи, но тој не повикува тие грижи да ги предадеме на него. Некои од нас сакаме да изгледаме возрастни и одговорни, па нашите грижи на никого не ги даваме, затоа што ние сме возрастни и одговорни личности, самостојни,
и не ги даваме тие грижи дури ни на Исус. До таму одиме. Ја мора да бидам одговорен за моите постапки. Доаѓаме кај Исус, ама грижите си ги задржуваме. Тоа што Исус ни го кажа преку оваа парабола е дека таквата состојба произведува стебло, лисја све, но нема никаков плод. Никаков плод. На некој начин, верата на таквиот човек изгледа како вистинска, саѓате. Зборовите што ги кажува се да и амин, тоа е тоа. Нема што тука друго да се филозофира. Верат, убедувањето, разбирањето е на место како што треба. Ама плод нула. Зошто? Затоа што тој човек грижите си ги држи само кај него и не ги дава за жива глава. Затоа што повеќе причини. Неќе да го малтретира Исус. Сака да биде перцепиран како одговорна личност. Не знам. Тоа е еднакво на гордост, само неќе да го кажам тој збор. Еднакво на гордост е тоа. Може би некој веќе може, од друга страна, и се надавам дека повеќето се така, може да посведочи за плодовите кои произлегуваат од тој збор кој паѓа на плодна почва. Тогаш радоста за плодот е толку голема. Знаете ли колку е голема радоста кога ќе посеете нешто, ќе го чекате тоа нешто да порасне и не само што порасне, туку сега раѓа плод. Не знам дали сте го доживеле тоа. Тоа земјоделците најдобро го знаат. Затоа што во огромен дел од времето тие сеат, тие работат, без ништо да видат, нема ништо. Земјата е така. Со денови, со недели. И само одеднаш ќе се појави едно мало тревче. И тие што веќе се некое време, тие знаат дали тоа е тревче, било кое тревче, или е стеблото кој тие го засадиле. И го препознаваат тоа. И се радуваат на тоа. И се грижат за тоа. Го гледат, го чекат, и тоа расте здраво, се надеваат дека нема да го фати некоја болест, го чуваат. Со сета сила го чуваат. И кога ќе видат дека раѓа плод, знаете ли која радост е тоа? Знаете ли кое задоволство е тоа? Кога ќе видите дека тоа за што сте работиле, веќе дава плод. Едно 100, друго 60, трето 30. Може би сега веќе во овој контекст можеме да разбереме што сака Исус да каже со тоа. Кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи. Кој нема, ќе му се земе и оно што го има. Знаете ли зашто се работи? Се работи за реалноста на животот. За реалноста. Не за онаа измислена реалност која ние сакаме да ја измислиме и така да биде. Не е некој идеален свет кој ние мислиме дека ќе создадеме поправеден свет од Божиот свет кој тој го создаде. Не се работи за тоа. Се работи за реалноста таква каква што е. Дали тоа на нас не се допаѓало или не. Тоа што паѓа на добра почва, сакаш да даде род. Сакаш, се трудиш да даде род. И не сакаш да биде сиромашно или умрено како што она која паѓа помеѓу трњето. Затоа што ако семето која паѓа на плодна почва и она која паѓа на трње и на патот дава ист род, кој е поентата? Кој е поентата? Тогаш земај семе и фрлај на секаде и очекувај не знам што се дешава. Таква ли е природата? Ја мислам дека не е. Јас имам работено земјоделие, знам што значи да се обработува земја. Знам што значи да се припреми земјата да биде плодна. Цела припрема има, цела сезон има припрема за земјата да биде плодна. Ти веќе садењето, тој е веќе еден од завршните процеси кои постои. Таква е природата, ние сакале да го разбереме тоа или не? Кој сака, кој земјоделец сака посеаното што го садел да даде сиромашен плод? Па тој ќе сака тој плод да даде 30, 60, 100 кратно да даде. Тук во тоа се темели радост. Во тоа се гледа трудот. Кој земјоделец кој убаво обработил својата нива, ја припремил добро, почвата очекува родот да му биде сиромашен, како кога би садел на трње. За тоа ќе се радува земјоделецот. Каже, чекај, овие тука имаат многу плод, овие кај трњето нема, дај овие да ги скратам, да бидат еднакви. Такво општество сакаме, такво земјоделие ќе имаме, ќе пропаднеме одма. Поентава е, кога слушаш Божиот збор, кога го примаш, на каква почва го ставаш ти тоа семе. Од друга страна, мораме да бидеме реални.
Господ не можеме да го излажеме. Не можеме ние постојано да доаѓаме тука со камења, да доаѓаме тука со грижи и да очекуваме да има плодови. Нема. Мораме да дозволиме тоа семе да падне на добра, плодна почва за да даде било каков род. Инаку, грижите ќе го загушат, сонцето ќе го исуши, птиците ќе го исколваат. На каква почва паѓа Божиот збор во нашите срца? На каква почва паѓа Божиот збор ова утро кај тебе? Други причини. Зошто си тука? Дали доаѓаш од некоја друга причина? Може би имаш некоја друга потреба и затоа си тука. И Божиот збор паѓа моментално на патот. И знаете ли што? Сотоната едва че он сака такви. Едва и чека да падне на патот за да може птиците да го исколваат. Дали ова утро Божиот збор кој сега јас го зборувам, или кој ќе го зборувам секој недел, или кој го читаш секој ден, паѓа можеби на каменито тло. Некако има ентузијазам кој е многу почетен, онака вау, се ежам човече. И доаѓаат проблеми и забораваш на све што било кажано тука. Тебе не ти зривига Божиот збор, сонцето те огрее, ти се сушиш. Готово. Дали можеби сега Божиот збор паѓа помеѓу трњата на грижите со кои доаѓаш? Може би имаш премногу грижи, доаѓаш тука со онака галама во главата. Очекуваш спа центар тука од црквата. Да те опушти пасторот се малце, со парја и со ово за да се отидеш дома да се релаксира, а тој не само што не го прави тоа. Тој ти зборува дека ти треба почвата да ја обработиш и што ли све не. Сега ова не ми требаше, човече, идам тука уште толку утепан изморен. Наме со спа центар, ниво, мислам стварно. Може би сега доаѓаш со грижи, галамата и грижите. И Божиот збор паѓа помеѓу трњата и ќе се задуши затоа што нема доволно ни земја, ни храна, ни сонце за да порасне тој збор. Јас искрено се надевам дека доаѓаме секоја недела или пристапуваме на Божиот збор секој ден кога го читаме со обработена почва. За тој збор кога ќе падне на плодна почва. Еден ден, можеби не тој ден, може не одма тој ден, но во одреден момент, кога ќе се исполни времето, тоа стебло ќе порасне и ќе даде плод. 30, 60, 90. Нека секој Божи збор, нека секое семе од Божиот збор кој го слушате, нека падне во вашето срце на плодна почва. Бидејќи само така има логика. Има логика тоа што го правиме тука. Само така. Ве инспирирам. Ве охрабрувам да го обработите вашето срце, да биде ровка земја, као баба што да биде као кафе, за кога ќе падне семето, да фати добра почва и да роди плод.